По подолго време статистика објави зголемување на индустриското производство, а премиерот Христијан Мицковски потврди дека нагорна производна линија има. Индустриското производство после подолго време пат има пораст во јули, но тоа е веќе третиот квартал. Денеска го очекуваме вториот квартал. Тоа не охрабрува што 3,8% имаме пораст на индустриското производство после неколку месеци пат. Падот во мај месец беше и двоцифрен, мислам дека беше 11-12%. Така што после неколку месеци пат, конечно во јули имаме пораст. Како тоа можеме како првичен индикатор да го толкуваме, дека конечно се враќа довербата во бизнес заедницата, имаме стабилна влада, имаме стабилна клима, така што ќе нема големи политички, да речеме, несигурности, кои што често пати знаат инвеститорите и странски и домашни да ги одвратат од инвестицијата. Очекувањата на Мицковски се следните. Јас очекувам овој тренд да продолжи во третиот и во четвртиот квартал, имајќи предвид дека на вчерашната седница на владата ги поминавме оние 500 милиони евра заем од Унгарија. Тие многу скоро ќе се најдат пред пратениците во парламентот и очекувам до крајот на месец да се заокружи тој процес. Овие се со развојна компонента. 250 милиони евра ќе бидат заем за бизнес заедницата под услови кои што ги земаме, тоа се 3,25% каматна стапка, 3 години грејс период и 12 години рок на отплата, нешто што во моментов на пазарот за ваков тип на кредити го нема, и останатите 250 милиони евра се повторно со развојна компонента, односно за финансирање на капитални инвестиции во општините.